Овдека до академиците сакаме да упатиме апел, но кој истовремено е и барање. Значи да ги сочуваат автентичните македонска наука, уметност, култура и вредности, а не да ги разнебитуваат со поддршка на вакви неуставни, противуставни незаконски договори, референдуми и слично. И во тој знак, значи денеска до МАНУ ќе биде доставена декларација на македонскиот народ за неговите црвени линии, но тоа не е само декларација, туку внатре има и стратегија како да се зачува македонскиот идентитет, јазик, историја и култура. Декларацијата е создадена од самиот македонски народ. Значи и како таква ќе биде наша сегашна придобивка и вредност што ќе оставиме во наследство на идните генерации. Значи овдека има многу важни формулации, точки по кои што секој македонец треба да се движи за да си ги заштити овие основни човекови права и слободи, особено правото на самоопределување, кое што сега се прекршува, значи гледаме и во Обединетите нации со оваа спогодба. Тука сме да го искажеме нашето незадоволство и револт од МАНУ, Академијата на Македонија, и наместо МАНУ да биде бастионот на заложбите за одбрана на македонскиот народ, за македонизмот, на македонскиот јазик и воопшто на македонската историја. Соочени сме со една непринципиелна поддршка на МАНУ наспроти спогодбата во Преспа и тоа е навистина неприфатливо, посебно што МАНУ е таа која што треба да се ангажира за заштита на македонизмот, затоа што македонци автохтони сме токму ние македонците кои што се наоѓаме на оваа територија, нели, и пошироко. Со оваа спогодба сите знаеме дека македонизмот се предава на едно друго население кое што нема допирна точка со македонизмот и со македонските вредности. Посебно незадоволни од вчерашните изјави кога се нема да ги именувам, беше изјавено дека тие ќе се трудат да го задржале името МАНУ, Македонска филхармонија, Македонски театар и така натаму. Да не се залажуваме, децидно и јасно е искажано во спогодбата што ќе биде и како ќе биде. Името македонски самостојно за секогаш ќе биде избришано.